ако некој знаеш дека има работа кречи дома, ќе отидеш ќе му помогнеш, нема ај кога ќе завршиш со кречење ќе искочиме, не ќе отидеш ќе кречиш со него, и тука се случува тие тука највеќе се зближуваш, мислам, со луѓето кога го живееш животот заедно. Огнен, како си? Возбудено. Ова ми е прв подкаст вака да снимам. И баш ми е драго што може да дојдам тука кај вас. Фала на поканата, Џоле. Не знам дали само јас Џоле те викам. Па ја тоа се мислев, знаеш дека пред да снимаме се мислев, окей, пошто нели, ја имам премногу прекари, Џоле ретко кој ме вика. И баш се мислев како ќе ми каже Огнен у епизода и знае дека Џоле ќе биде прекарат за оваа епизода. И мене ми е мило, ја баш тоа зборевме, имав некоја идеална листа на гости кои што би сакал да ги викнам и од таа некоја категорија млади, малце помлади од мене. Знаев дека сакам со тебе да снимам, бидејќи се знаеме колку 5 години веќе? Па, 2017, тоа може и 7 да се, кога лета времето. И не сме се виделе веќе некое време, убаво што се вика, и знаев дека, окей, Огнен да пробам да видам која е у Македонија, која е назад у Скопје, за да снимаме. Да. Бидејќи мислам дека има доста што да збориме, како за ментално здравје, така и за некои други интересни теми. По таму да почнеме, ајде, што е... Пред да почнеме, една мала плажња имам за тебе. Пред да овако... Ајде, ти ќе си го отвориш. Чека да видиме се, мора на подкаст. Нови Сад, не знам Сашко дали ја фаќа камерата. Значи, фала ти, ова е прв поглед на подкаст, што се сега. Само се лошо изгледа дека ништо немам спремно, ама ме фати неспремен. Фала ти многу. Ништо ете. Ова ќе иде дома на фрижидер, да. Пази за тоа го. Да. Што е за... Ајде да почнеме како си е редот, да не бераме малце. Готово. Фала ти на ова пак. Што за тебе представува ментално здравје? Знаев дека ќе ме го прашаш ова прашање и размислував. За мене менталното здравје представува еден балансиран живот. У смисла балансиран во тие некои 4 области: физички, ментално, духовно и социјално. Татко ми баш кажува една компарација со вика на коњот му треба 4 нозе да трча. Вика, ако има 2 нозе ќе се влече, ако има 3 ќе цупка, ќе подскокнува, но само ако има 4 може да трча слободно и нема крај на можностите. Така и ние, ако според мен, ако растеме подеднакво во тие 4 области и го имаме тој баланс, тоа мислам дека може да биде клучот за менталното здравје, за добро ментално здравје. Да, не можеш едно без друго. Сите 3-4, за тебе 4, за некој може повеќе ќе бидат, ама тој некој баланс да се Ме интересира како дојде до така да размислуваш, колку си 19-20 сега? 19, скоро 20. 19. Како дојде до тој степен да размислуваш на овој начин на кој што размислуваш сега, поготово за менталното здравје? Да, добро прашање. Ето, мислам, околностите во кои сум израснат, фамилијата, заедницата околу мене, да речеме, едноставно и сам што сум истражувал, што согледувам, правам, споредувам начин на живот и на други со мојот, на некој начин од искуство, не знам, животно искуство, што може да се собере за 20 години, да. Ама ете, можам да кажам дека сум доста, наречеме, среќен, но имам среќа што ова го знам сега, затоа што мислам дека е една добра лекција за која мислам што треба да се што секој треба да знае, да речеме. Да. За
како да расте во тие области, да има некој баланс, да речем. Да. Нови Сад, ќе почнеме од таму разговорот, бидејќи сакам да ми кажеш малце повеќе за твојата измината ова година, бидејќи спомна дека и знам за тебе дека фамилијата е доста на важно место во твојот живот и имаш доста ти има помогнато да созреш и да доеш до таму кај што си, ама последна година дена си само Нови Сад. Да. Како ти е таа некоја една година, како на факултет, така и се занимаваш нели со атлетика и да се бие надвор од дома, надвор од круг на луѓе кои што ги познаваш, најблиските ги немаш до тебе секој ден. Како е изминатата година? Како беше изминатата година за тебе? Да, скроз различно. За прв пат до сега живеам сам, за прв пат не сум заедно со мојата фамилија, со обкружувањето, со другарите, што ми биле од детство. И дефинитивно е возбудливо искуство. Доста мислам дека имам научено оваа година, доста имам созреано. Во смисла тоа што животот кога си сам бара одговорност, бара сам да се грижиш за некои ствари. Па да, не знам од кај да почнеме. Кажи ми, едно нешто што, или повеќе може да не мора да биде едно, ама знаеш дека ќе одиш, стигна таму и што не очекуваш да се случи у првите неколку месеци. Некој cultural shock или така нешто, или чисто... Види, Нови Сад, Србија, културата и не е толку различна како нашата, со тоа што малце Нови Сад ја има таа австро-унгарска култура, малце е поразлично, ама не е, пак сме Балкан. Не очекував дека добро ќе се снајдам. Да? Мислам дека доста добро се снајдов. Тоа го очекував, ми фалат моите секако и другарите, ама мислам дека имам добро друштво таму. Не очекував дека тренерот и групата што тренирам таму дека ќе се погодат толку добро. Поздрав до Дарко Пешич, до Феджа Камаси тренер. Ама да, стварно се супер дечки, едноставно сега за сега оди све по план, иде супер и подобро тоа што може да замисли. Да, јазикот не ти е проблем. Јазикот не е проблем. Да, ја се изненадив, например, после неколку месеци и само тренерот ме прашува од кај знаеш толку добро српски. Викам, ја не знам српски. Викам, не знам српски јас. Ама да, окей е. Да. Ја тоа го имам приметено, кога патувам и јас самиот низ Србија, Хрватска, другите балкански држави, и што мене е многу полесно да зборам на нивен јазик, отколку они да ме разберат на македонски. И се не знам тоа зошто е тоа така, ама мислам дека голем улога барем ја до растев, а и не сме толку разлика од години. Ние сме премногу имаме содржини на српски јазик, на хрватски јазик и од таму ги учиш тие зборови. И сега падежите се Тоа е катастрофа. Тоа уште не можам да го сватам. Ама се навикнуваш. И тоа е многу важно. Јас знам дека тоа секогаш викам кога некој ќе ме праша кај би сакал да живееш освен у Македонија. И секогаш ги бирам државите кај што уште сега го знам јазикот. Бидејќи не сакам да живеам некаде кај што не знам јазик да зборам. Поготово немам некоја доперна точка со тој јазик. И тоа ми е окей. Србија може, Хрватска може, Македонија уште е прво место, ама ако бирам, таму ќе видим и некаде кај што се збори англиски доминантно. Да. И тоа ми е многу важно и мислам дека дел од причината зашо можеш да се навикнеш на некои такви места е токму тоа. Полесно ти е да збориш со луѓето и да ги запознаеш. Дефинитивно. Да. А и некако се осеќам кога да имам како да различно се однесувам кога зборам на српски, различно на македонски. Не знам, едноставно ги немаш тие некои зборови во вокабуларот, но со кои што можеш појасно да се изразиш тоа што го чувствуваш или тоа што сакаш да го кажеш. И едноставно има разлика. Се чувствам кога дојдам во Македонија дека сум друг човек. Пази, ова не знам дали е
не знам дали е стручно или така е. Има или... нешто. Ама и исто тој со мене кај што јас и мислам дека добро, кај мене е тоа начин на живот и како сум растал и се тоа ми ја многу сум поотворен, многу по слободен сум да зборам кога зборам англиски. И јас сум сосема друга личност кога зборам на македонски. Ја некојаш мора да се натарам да зборам на македонски, поготово па на сосема трета личност сум кога зборам на струмички. Тоа Тоа да не тоа зборим. трета, ама има нешто, не знам што е. Да. Дефинитивно, тоа е точно бидејќи друг јазик, глава ти е друго размислуваш, Да. начин како го кажуваш, колку си слободен со тоа. Точно. Има некои ствари кои они ги користат, некои ствари ние кои користиме едноставно различно е, ама. Таму си атлетика. Да. Ај кажи ми, кое ти е обкружувањето? Дали се цела екипа Срби и ти или имаш помалце мешан состав? Да, тоа е баш интересно. Поради тоа што јас, да почнеме вака полека, почнав да тренирам таму за 10 обој, додека бев тука во Скопје, тренирав за 400 метри и спринт, 400 метри ми беше главна дисциплина. Се одлучив да ја направам таа промена, да тренирам за 10 обој и го најдов Феџа, кој што е тренер во Нови Сад за 10 обој, има доста искуство, го има тренирал Михаил Дудаш, што има на србите тоест најдобар 10 обојец што излегол од таму. И групата во која што тренираме таму е мешана, буквално бивша Југославија. Го имаме Дарко Пешич, он е од Црна Гора, Фран, он е од Хрватска, јас сум од Македонија, има тука не исто Лука, тренира он од Србија, има уште некои дечки тука од Србија, повеќето нели се има од Босна, ама главно не знам што е српски, што е хрватски. Све ми е испомешано. Така да и тоа е многу интересно што не сум сам таму од, наречеме, странец на некој начин, што има и други што го направиле тој чекор да дојдат да живеат во Нови Сад поради тоа што сакаат да тренираат, сакаат да постигнат нешто. И тоа е мислам едноставно помош или како да го кажам, утеха, што имаш некој тука што поминува низ истото што ти поминуваш. И сите сте некој иста возраст кај што доста се поискусни, да речеме. Да, со Франц ме 4 години разлика, Пешич е при крај на кариерата, мислам на 30 години од него има многу што да се научи, така да он е еден пример, да речеме. Колку тоа ти помага, например, кога работиш секојдневно со луѓе кои што се поискусни од тебе, повозрасни од тебе, не само кога стана збор за атлетика, туку и надвор од тоа, колку ти помага секојдневно тоа време да поминуваш со нив и да учиш од нив? Многу, ненормално помага тоа во било која област, ама еве и од лично искуство, кога имаш иста таа пасија кон нешто и се окружиш со луѓе кои што се многу подобри од тебе, нема на друго место кое да одиш, само нагоре. Нема каде, само единствениот пат е да се подобруваш. И во тој дел мислам дека ми се погоди да тренирам со такви луѓе и едноставно гледаш низ кои нешто они поминале порано, можеш да учиш, они се тука да ти покажат. Во мојот пример, да речеме, во атлетика, техника да ти покаже, да видиш како тренира, каков став зазима за одредени за одредени нешта, за одредени теми. Едноставно учиш и да, имаш милион мали работи кои што ги дознаеш, а не си мислел дека ги дознаеш. На пример, од друга страна, ако си сам и сам се пробуваш, сам се пробуваш, едноставно сите тие нешта треба да ги научиш низ тоа trial and error, така?
треба и доста е потешко. И јас секогаш викам, нели тоа е сега популарно, како trial and error или trial by fire. И јас сум зошто ја да учам од моите грешки, кога Да, можам нели? да учам од грешките на другите. Да. Кога многу е подобро да се опкажеш со луѓе, се некојаш намерно, некојаш самата ситуација така налага на тебе, кај што да, ти си сакал да одиш таму и ама не си ги бирал тие што ќе бидат околу тебе, ама кога веќе ги имаш, зошто сам да идеш у нешто и да учиш, ќе научиш. Мислам дека се учи многу и од грешките своји, ама многу повеќе се учи од грешките на другите, кај што гледаш, окей, они го правиле истото, тоа го направиле им помогнало, дали мене ќе ми помогне или како ми, или разговараш со нив, или па знаеш дека окей, ова не смеам да оправам, бидејќи сите пред мене кои што го пробале, Да, не дефинитивно. успеале. И тоа е многу интересно, многу е поубаво да се учи од грешките на другите отколку од своите грешки. Точно, да. Да, и например, ете, сега јас сум помлад во групата, јас имам две сестри и брат, сите ми се помали. Јас сум бил до сега големиот брат и сите гледале на мене, а сега доаѓа една нова фаза во мојот живот кај што јас треба да учам од некој поголем од мене. Јас треба да се понизам маце. Ајде, полека, да видиме они што прават и да учиш едноставно, да научам да бидам помалиот брат. Колку е тоа тешко? Колку е тоа тешко? Ја тоа го гледам, например, у спортот, поготово тимски спорт, кај што, не знам, доаѓа возраст, не знам, до 13-14 години ти си најдобар, највисок од сите, у кошака даваш под 30, 40, 50 коше, и после ќе дојдеш на некое по-високо ниво, Да. кај што сите се исти, или ти си уствари малце послаб од другите и се губиш. Пошто не си навикнат од тоа. Да. Колку тебе ти беше тешко таа да дојдеш кај што ти си највозрасниот дома, кај што сите гледат на тебе и после идеш у тоето некое обкружение кај што си најмал, ништо не знаеш, почнеш да се тобои за прв пат Да. во живот. Мислам, по Да. онака Само за тоа само се за тоа да се да. фокусираш. Како беше таа некоја транзиција? Да, тоа например на почеток као се менја, не е ништо исто. А например исто и на групата што тренирав тука во Скопје, бев повозрасен да речеме и сега кога отидов во Нови Сад, едноставно треба да направиш еден чекор назад, да кажеш окей, они го тренирале тоа, они имаат искуство, ајде да видам што можам да излечам од тоа, што можам да научам од нив. Тоа е менјање на погледот кој што го имаш или ставот кој го земаш спрема тренингот. Не се пробиваш ти, тука едноставно пробиено е, само пробуваш да учиш, да абсорбираш све што е околу тебе. И не е лесно, мислам, таа промена е не е нешто што не може да се надмине, ама е промена и секоја промена си носи своји предизвици, мислам. Да, и треба време. Некојаш треба самото време да помине за да доеш до некој ниво кај што ќе кажеш окей. Сега сум тука, добар сум, знам што кај се наоѓам, што треба да правам и си продолжуваш. Освен атлетика, ти исто време и студираш. Да. И како иде тоа? Пошто знам дека си доста сериозен со атлетиката и напредуваш и тоа ти е нешто што го работиш цел ден, цела недела, например. Освен тоа, дел од причината зашто Нови Сад беше и студирањето. Како ги поврзуваш тие две работи како 19 годишник? Пробувам најдобро што можам. Да. Тоа мислам, тоа е тој баланс што треба да го има ако премногу ако дадеш премногу акцент на спортот, тоа ментално да речеме учењето или понатаму работата опаѓа и тука си малце послаб. Мислам, не е лесно да се најде тој баланс. Треба дисциплина, не кажувам дека јас сум совршен од тоа, дека све сум открил, само кажувам дека треба дисциплина. Јас се борам со тоа. Ама мислам дека сега за сега добро се снаоѓам. Факултетот
и ми се погоди тоа што функционира на некои модули, кај што има предавање одредено време и после тоа си слободен и полагаш кога ќе научиш. Тоа ми помага да имам слободно време и да можам повеќе да се фокусирам на тренинзите, а јас да си го организирам времето кога ќе учам, кога ќе полагам и кога ќе си ги завршувам врските према факултетот. И мислам дека и тоа помага за подобро се снајдам, да речеме. Да. Во моја ситуација. Збориш за баланс и го спомна неколку пати колку е тој само важен. Кои се некои работи кои што ги правиш, конкретни работи, дисциплина речем, а како доаѓаш до тоа да го најдеш тој баланс? Кои се некои, да кажеме, 2-3 работи кои што тебе ти помагаат секојдневно или неделно, за да имаш каков таков баланс? Ја не верам дека никој е на она ниво кај што окей, балансот ми е готово, го unlocked буквално и сега не мора ништо повеќе да правам и се ми е среден. Да, па тоа е добро прашање, тука може малце повеќе да се задржиме. Например, ете од физичкиот дел што го рековме, тоа е тренингот, кај што да речеме 2-3 сати, 3-4 сати од денот. Понатаму за менталниот дел тоа е што учиш или понатаму за што работиш, тоа може да биде таа ментална страна, како се подобруваш во знаењето, човекот учи додека е жив, што правиш за да си го зголемиш знаењето во одредени области, во тоа што те интересира, да научиш нешто. Каде го ставаш тој фокус? Нели, за мене тоа е да речеме факултетот или некои книги што сакам да прочитам меѓу време, некои нешта што ме интересираат, што сакам да се подобрам, некоја нова вештина можеби што сакам да научам. Речеме тоа е тој ментален аспект, да речеме. Социјално тоа ти е друштвото, и не само да излегуваш, туку и со кој излегуваш, нели, со кој си таков си. Да едноставно да имаш, да си има некоја врска со луѓето, да си најдеш луѓе што имаат исти вредности, да речеме, како тебе. Не мора скроз да се согласуваш со сите, ама да се дружиш со луѓето, нели? Нели, тоа е, човекот не е направен сам да биде, да имаш некој обкружување околу тебе што ќе ти пружи поддршка и во некои тешки моменти да имаш на кој да се осврнеш, да се потпреш на некој. Тоа е доста битен дел, мислам конкретно тоа конкретно во тој дел, тоа што со кој ќе се обкружам, да се избереш другарите, да се дружиш со нив, мислам. Тоа е тоа. А од духовниот дел за мене тоа представува поминување време со Бог, во смисла читање на неговото слово, на Библијата, молитва и на одење во црква, заедницата. Тоа е тој некој духовен дел кој што ми е мене доста важен и мислам дека мислам дека е доста клучен за да ги сврзе овие другите сите други работи, да. Ти дава еден поглед на светот, кон кој што можеш да ги согледаш стварите, да речеме, на некој начин. Да, многу е важна таа основа која што секој треба да ја има за да може сите други работи кои што ги наброи, кои што ги прави секојдневно, секој еден човек ги прави. Ако ја нема таа основа врз која му се базира сето тоа, многу после тешко да е интересно, например, која ќе ја сола и која ќе доеш до таа основа, таа возраст како што си ти или и за мене, многу е полесно после тоа. Не е дека се ќе биде лесно, се ќе биде напротив, некој ќе многу потешко и ќе имаш некои принципи од кои што не можеш да се откажеш и не сакаш да се откажеш и тие се тие принципи. Ама како поминува времето се подобро и подобро ти станува без разлика тоа што се случува околу тебе. И мислам дека тоа е интересно и убаво да се спомне. Битна е таа основа. За мене и за тебе тоа е тој некој однос со Бог, например, или како тоа го. За некој може да биде сосема нешто друго,
Ама ако ја нема таа основа, ако ја нема таа foundation, не знам. Основа е нашиот превод на македонски, ама ако го нема, тоа е многу потешко. Кај нас е тоа, нели, од 5 до 12 се случува во последен момент, ама за вакви некои работи кои што стварно ти треба, кои што спомнати и дисциплина и баланс, е многу тешко да се живее од денес за утре. И тоа е интересно да и баш затоа да те праша како го постигнеш тоа, бидејќи е навидум невозможно, му ствари е возможно. Само треба да ги поставиш коцките како ги треба. Да. Колку спомна социјален живот, сега да те прашам и преска ми одлета мислата, колку е важно да се има тој социјален живот? Бидејќи јас знам, во последните неколку години сум бил со деца, поготово тинејџери кои што спортски се феноменални и се посветуваат максимално од сабајле до вечер, се у сала, на терен, трчат што и да е. И некојаш мора да се откажеш од некои работи. Ама тој социјален живот, колку е важен да го имаш за да можеш да успееш. Да, можеби ќе мора саат-два да даеш за тоа, наместо да останеш у сала и да бидеш на тартан, ама барем за тебе. Дали е тоа важно да посветиш време и за луѓето околу тебе, фамилија, другари, девојка, што и да е, и колку е важно да го имаш тоа на ум кога си го планираш денот или кога гледаш што сакаш да направиш таа нела. Да. А секако мислам дека има голема важност. Поготово например во мој случај, јас сега живеам сам, остан, и ако не се видиш со другари, едноставно тоа некако ти смачува, не знам, за сам ти фали да направиш разговор со некој, така. Сега тој, мислам, што е важното тука, да го имаш тоа заедничко, да се дружиш, да ги градиш тие врски со луѓето, да стануваш се поблизу. Сега дали тоа значи да останеш до 4 сата со бајли, да се оставиш негде, па не. Нели, можеш да го правиш тоа што го правиш во денот, а да го правиш заедно, да не бидеш сам. Така. И некако да ги вклучиш. Например, сега сакаш да отидеш, имаш работа од центар. Дали си слободен, дојди да завршиме ова. Најпрост пример некој, да речеме, ама на таков некој начин да си го вклопиш, да си го испланираш времето, да имаш не посебно време за ова, туку они да бидат вклучени во тоа и ти што го правиш, а и ти да бидеш вклучен во тоа они што го прават. Ако некој знаеш дека има работа кречи дома, ќе отидеш ќе му помогнеш, нема ај кога ќе завршиш со кречење ќе искочиме, не ќе отидеш ќе кречиш со него. И тука се случува тие тука највеќе се зближуваш, мислам, со луѓето кога го живееш животот заедно. Некога ставаш се на страна за да се дружиш со него, тука едноставно све што правиш го правиш заедно. Да. Што многу поинтересно ти е и баш ги вклопуваш у тоа некој секојдневие кој што ти го имаш и имаат некој увид од тоа што правиш и ти истото од друга страна. Физичкиот аспект, не ти смачува некојаш атлетика, трчањето, пошто тоа го правиш, за мене, јас никогаш не почнав да трчам, бидејќи сметав дека не знам, напорно е, се уморуваш, не можам да бидам толку брз, не знам што, ама се ти кога си таков и го имаш тој талент и работиш на тоа и си брз и напорни тренинзи секој, не ти смачува некојаш да трчаш и да кажеш смачува, како не смачува. Мислам дека смачува поради тоа што јас сакам да го правам тоа, имам љубов тоа што го правам и да не сакам ја тоа го правам, нема да го правам, така. Ама од што викаш од тој физички аспект заморувачки не е лесно. Не е лесно уопште, ама мене тоа што ми помага, например, за да останам во тренинзите, да речеме, тоа е тимот, нели, сепак индивидуален спорт, ама не можеш без тим. И сега,
Кога некој ќе ме праша нели ти е тешко да имаш тренинзи секој ден, ја на некој начин немам избор. Мене ме чека тренер таму, ме чекаат другарите тимот што тренираме заедно. Едноставно се очекува од тебе да се појавиш. Ако не се појавиш на тренинг, зашто тренираш, така? Така. А од друга страна ја имаш таа визија, да речеме, кон што доаѓа. Да речеме, имаш цел. Имаш цел, имаш некој надпреварување кон кое работиш. Имаш некоја цел што е подалеку во иднината, кон кое што сакаш да ја оствариш еден ден. И знаеш дека дека се случува денес. Ние сепак живееме денес. Ако јас денес не почнам и не направам нешто, што ќе ме води кон таа крајна цел, тогаш тогаш нема да стигнеш никаде. Нема да стигнеш никаде, да. Која е целта, например, твоја долгорочна? Мојата цел долгорочна, сакам да отидам на Олимпијада. Да. Ама не само да отидам, сакам да се надпреварувам на Олимпијада. Не само wild карта и да се задоволам со сум бил на Олимпијада. Сакам да се надпреварувам, да бидам во миг со сите надпреварувачи од сите држави, мислам, тоа е убавината. И сакам да стигнам до тоа некој ниво. И да се докажам на некој начин дека може и од Македонија да искочи нешто добро, нели? Да е посебно во атлетиката, кај нас не е толку развиен спорт. До сега немаме никој што остварил норма за Олимпијада. Нели, тие се некои цели кои што мислам дека се многу интересни. Например, ние сме во таа позиција како македонци кои што се возможни, например. Во Америка некој кој ќе се роди треба да стигнеш до светски шампион за да освоиш национална титула, така? Ама кај нас ја имаш таа можност да бидеш првиот кој што ќе направи нешто и тоа мислам е доста мене ми интересно. Да, колку тоа ти помага, например, кога гледаш луѓе, неаме до сега, ама мислам дека атлетиката доживува некаков подем, минимален успоредба со другите спортови, ама ако речеме се, например, кој е најдобар спортист у Македонија, било кој спорт, ја ќе речем Даре Ивановски. Така? Да. И сега он, за жал, за малце не успе да достигне таа норма за Олимпијада, ќе се надпреварува и се надеваме дека ќе успе да оствари солиден резултат во Париз, ама колку е важно, например, да го имаш таков, кај што го знаеш и него лично си го гледал као трча и као тренира некојаш, и колку е важно да имаш такви некои луѓе кои што се угледуваш без разлика дали се кај нас или си патувал, си се надпреварувал на меѓународни надпревари, колку е важно да го имаш тој пример. Океј, јас сакам како ово да бидам или да го направам тоа што ни он не можел да го направи. Премногу, тоа е едно од, мислам, така се почнува. Мора да има еден што ќе ги отвори очите на другите, и ова е возможно, ова може, и да имаш некој на кој што можеш да се угледуваш. Например, тоа сега е Дарио, да речеме кај нас во атлетиката, и имам од мене барем ме мотивира кој ќе видам како он тренира, како он настапува. И тоа верувам дека е мотивација и за многу други, например, и моја возраст и помали деца. И тек сега тоа малце почнува кај нас да се шири. Например, еве во Србија тоа се случи со Ивана Шпановиќ, она не знам дали ја знаеш. Да, скок во височина, така. Скок во далечина. Има освои светско првенство, прво место скок далечина претходната година, а и она е доста долго во атлетиката. И после, например, исто така светското првенство се одржа во Белград, во сала. Едноставно има стотици деца што сега сакаат да тренираат и ги гледаат низе како еден врхунски атлетичар и пример, и викаат, а она тука израснала, она од Нови Сад. Јас сум од Нови Сад, зашто јас да не можам да бидам светски шампион? Така. И после
и се запишуваат деца на атлетика и луѓе и родителите исто гледаат. И они сваќаат дека тоа е можно и сега си ги праќаат децата и тоа да речеме се слушат. Мислам атлетиката ја вие добар глас, нели? Да. Нели? А и плюс, нели, трчаш, здрав си, нели, Па да, и тоа го некоја промовира некој добар живот. здрав начин на живот, да, здраво Да, тело, како здрав дух, спортист. да. И тоа ми е интересно, и јас самиот за себе знам, мене причина зашто ја, нели, у Македонија мислам е прв спорт што секој го почне е фудбал, така? Тоа е дефолт, кога растеш мал си, топка, фудбал најлесно, пошто е сега да не ги наварам фудбалерите, ама наједноставен спорт. У глобала. Да. Мене причина зашто јас се откажав од фудбал, дека бев нешто професионалец, ама се префрлив на кошарка, беше Боме Келеп и Перо Антич и 2011 у Литванија, да. така? Кога гледаш ти еден успех, што ги гледаш на телевизија, не знам, првата утакмица се сеќавам на сите утакмици со Црна Гора губиме и после Литванија, Владо Илиевски од Струмица, јас сум од Струмица. Така де? Сега, нели, ја не успеав да станам професионален кошаркар, ама причината зашто јас се префрлив на кошарка и прв пат фатив баскет, беа они. Па И точно. ако ги нема тој голем дел моја генерација, тоа баш се смееме и некојаш и дебатираме зашто нема повеќе деца што тренираат кошарка. Па сме немале успех оддавна, знаеш. Сега деца кои што почнуваат со да одат, ќе почнат да трчат ради Дарио, ќе не знам, фудбалерите сега се во подем, фудбалот во Македонија у подем, ракомет секојаш на некој ниво, Да. Кира Лазаров, секој сака да биде Кира Лазаров кога расте, кога го гледа. Да. И тоа е многу важно да си има таа некоја, се надевам А јас- дека после неколку години сите ќе сакаат огнен да видат. Еј, полека. Овако. А да, ете баш спомна за кошарката. Јас тогаш и тренирав кошарка, бев, не знам, од прво оделение као второ. Прво до четврто тренирав кошарка. Јас се сеќавам баш на таа победа излеговме со тато на плоштад и на вестник, у вестник не имаше нешто, татко и сиња прославуваат победата на Македонија. Тоа беше прекрасно. Да. Нема, че се убави работи кај што сега да, убаво е, ја сплотува нацијата, сите навиваме Македонија, ама тој некој не знам, раст на децата и на еден човек се многу важни и баш ми е интересно зашто некој би играл еден спорт ради тоа, дека има кој да види пример. Да. Да, ние ги имаме Леброн Джеймс и Меси и не знам, ти може да кажеш некој од атлетика, ама друго е кој е од тука. Друго е Да. и да биде од Србија и Јокич, јас са бајле го гледав Јокич се. Убаво ти е кога некој од околина тука ќе успее и ќе Да. бие Еве, најдобро например, нешто. Дејан, Да. што освои второ место на Олимпијада Да, за теквондо. теквондо. Он живее на 200 метри од мене во Бутал. Така, во школото, он тренираше, во тоа школа јас одев прво оделение. Например, он тука и тренираше, тука и например децата сега од мало сите тренираат теквондо. Да. Сега имам помал брат и он се дружи тука, он оди во тоа школа и сите сакаат на теквондо да се запишат. Баш кај што живее тука, нели? Му изгради како паркче едно, ставија олимписки прстени. Тоа мислам тоа е таа мотивација, ќе видиш дека е можно, Да. нели? Поготово кога доаѓаш од Македонија. Да. Да, и тоа е убавото. Сакам малце да те прашам, тоа Ребека која ни беше гостинка, баш за тоа зборавме и сакам тебе да те прашам како го кога доаѓа на пример ден на надпреварување. Сега снимаме претходниот викенд се надпреваруваше. Која ти е припремата? Како се спремаш физички и како ментално се спремаш Да. за да можеш да дадеш свој максимум? Тоа е многу добро прашање и тоа е физичката припрема. Едноставно треба да веруваш дека е направена и веќе кој е денот на надпреварот или пред денот на надпреварот не можеш да ја смениш, тоа е веќе направено. Тоа е тоа да му веруваш на процесот. Тоа што си го направил, го имаш, завршено е, сега треба да се фокусираме само на тоа што треба да се направи. А од ментална страна,
многу е важна менталната припрема пред надпревар, поготово таа визуализација. Мене поготово ми помага доста кога си визуализираш што треба да направиш. Мозокот не знае дали тоа стварно го правиш или го замислуваш, едноставно поминеш некое време, што треба да направам, си се враќаш на тренинзите, на што си правил, на што си работел, на кои ствари треба да се фокусираш додека си на надпревар, да речеме на 400 метри трката. Еве во Ерусалим на Европско првенство, тоа ми беше најголемо првенство до тогаш, кулминација на цела прошла сезона, сите надпревари се носеше до тој надпревар во Ерусалим на Европско првенство. И баш ка притисок. Јас сум единствен од Македонија таму, единствен што ја представувам мојата држава и сите гледаат во тебе. Така и да се справиш со тој притисок мора да имаш да си ментално спремен, да имаш таа спремност од пред тоа. И како јас се справив со тоа, што знаеш дека се си направил, се готово, не можеш да смениш, после визуализираш фазите на трката, старт, што ќе се случи, како ќе си го испланираш денот кон трката, да нема некои непредвидени ствари, да речеме, едноставно тоа што си го испланирал, тоа да го направиш. И многу интересно кога се фокусираш на тоа што да направиш на трката, доаѓа во спортот има една ситуација од тој фокус се нарекува, влегуваш во една flow зона, flow state. Тоа е многу интересно, затоа што например на загревање, пред Европското првенство се загревам, мислите ти летаат. Што ќе се случи, дали вака ќе биде добро, дали ќе истрчам добро. Знаеш, размислуваш на свашта, на све и свашта. Мозокот иде 100 на сат. И не викаат на трка, јас стапнам на тартан, тишина. Спремен сум, пушти ме да трчам. Така, тоа е таа флоу зона и тогаш мислам дека прв пат ја искусив и тоа е преако нешто. Кога ќе влезеш во таа флоу зона, едноставно свети оди. И јас стојам таму, камера снима, поминува на своите места, се местам во блок, внимание, пука пиштало, јас имам реакција како на 100-тка. Јас почнам да трчам 400, подобар старт немам у живот направено. Јас трчам, одма ја бев во 8 патека, 7 патека позади мене беше еден пољак, швед, он трча 4 секунди побрзо од мене. Ја трчам до 150 метри, он него уште го нема. Јас знаев дека добро сум тргнал. Успеав да задржам таа композиција до крај на трката, да останам смирен. Си ја заврши трката, планот, јас гледам државен рекорд. И тоа е таа флоу зона е тоа што те прави да си фокусиран на тоа што да го направиш. А мене исто така што ми помогна да се справам со тој стрес и со тие мисли што ќе биде, дали ќе биде добро, што ако не успееш, е тоа што му предадов се на Бога. Мене тоа ми помогна највеќе, кај што си реков, Господе, што и да се случи, јас ти предам на тебе, нека биде за твоја слава, ова го правам за тебе. И тоа едноставно тргна еден товар од мене, каде што си реков, Господ има план и он ќе го заврши тој план, затоа што е верен. И што и да се случи, ќе биде окей. И тогаш може да се фокусирам на тоа што да го направам и да не се секирам за што ќе биде и what ifs, да не се секирам, само да го направам тоа што треба да го направам. Да. А визуализирањето е исто така, да, тоа што го спомнав, исто неодамна сега на еден надпревар во Србија, почнав сега за 10 бој, во 10 бој има скок со стап, тоа ми е скроз нова дисциплина и на моето второ надпреварање за тоа висината беше 3 метри 65 сантиметри. Ако го скокнев тоа, би било државен рекорд.
за Македонија за Осала. И јас имаш 3 обиди на секоја висина, ако ги утнеш 3 обиди, натпреварењето застанува. Јас 2 пати ја утнав таа висина, а за референца пред тоа рекордот ми беше 3 метри. Така да јас веќе си го подарив личниот рекорд за повеќе од пола метар и на тој натпревар само сакав да видам до кај ќе стигнам. И ја стават висината на 3.65. И јас не успеам да скокнувам 2 пати. Последниот пат се местам на залетиштето и едноставно се замислив како го скокам. Не знам, не можам да го опишам. Се видов сам себе како го прескокнувам тоа. А до тогаш се плашиш, мислам, трчаш со сета сила, со став во раката, долг 4,5 метри, и однешка треба се заводеш во таа кутијата доле, и однешка да те фрли нагоре, и оно може да фрли на сите страни. Да. И тоа е страшно. И мене уште ми е страшно затоа што уште го немам научено толку добро. Мислам, пола година тренирам за тоа. И страв на страна, све ставив на страна, и јас се видов како го прескокнувам. И јас се затрчувам, забодувам стапот, идам нагоре, в след момент што знам, јас го прескокнав. Викам, го направив тоа што го замислив. И на тој начин тоа визуализирање помага, едноставно ти дава доверба сам во себе прво, и потоа тоа што треба го направиш го замислиш, затоа што нигдека нема да се стигне ако само замислиш неуспех и мислиш на сите негативни ствари и се лошо што може да тргне. И ете. Да, ама мислам дека многу добро рече и јас што би се фокусирал повеќе на само до тоа што ти до тој момент го имаш направено тоа што треба да направиш. Да. Ти знаеш дека се имаш тренирано, без разлика дали го спремаш тоа 6 месеци или 10 години. Да. Знаеш дека сам со себе, што и да се случи, ти нема да бидеш као, ова требаше можеби да направам, или може овој тренинг требаше да направам, или нема, ти си направил се што можеш да направиш, е многу важно, ден на трка пред тоа, што ќе ти помогне за ти тоа што си го дал, дok си тренирал за да направиш, и тоа е многу важен дел од ова што зборуваше, да ја имаш направено таа некоја спрема пред тоа и само треба да се опуштиш, да си ги средиш мислите, што каже, да за тебе му даеш се на Бог и да визуализираш. Ќе направам тоа. Да. Вие го имам трениран. Например, ти трчаше сега маратон во Белград. Да. Не знам, например, ти знаеш дека ќе дое тој зид што ќе го удриш, така после 30 км, знаеш дека ќе биде катастрофа, ама се спремаш за тоа го знаеш, така. И, например, не знам, дали си го визуализираш тоа, например, како ќе го надминеш тоа на некој начин. Јас се спремав, и не толку, не беше тоа фокусот или најголемиот фокус на што ставив. Размислував на тоа. Размислував бидејќи тоа од кога ја почна да трчам и прва цел што ми беше, полумаратон ќе истрчам. Си дадов година дена, не размислував уопште, ни знаев како е да се помине завршна линија, поготоа 5 км имам истрчано, ама поминуваш. Од кога го завршив тој полумаратон, почнав повеќе да размислам на овој начин, кај што како ќе се чувствувам јас кога ќе ја поминам таа линија. Да. И да се замислам, што и да се случи, јас знам дека ќе ја поминам таа линија. Без разлика дали ќе мора да одам, да трчам, да застанам, знаев дека не треба никогаш да застанам, пошто тешко ќе биде да тргнеш после тоа. Ама си размислав, ја ќе ја завршам. Знам дека, поготово Белград маратонот ги има таа уборница на крај, ама ја со самото тоа знаев и како да се спремам за тоа. Јас 3 недели пред маратонот истрчав водна матка. Што 32 км, 1700 метри надморска височина. Некој би рекол, не некој, туку многу е потешко од маратон да истрчаш некојаш. Ама со цел го направив тоа, веќе знаев, не сакам да ме удари тој блок кај што ја ќе се откажам. Веќе да вака си кажав у себе. Што е ова? Ја водна матка го истрчам.
километар угоре не можам да истрчам бракат. И тоа ми помогна доста, ама да, спремата плюс тоа замислување како ќе се чувствувам кога ќе завршам тоа. Можеби не размислав за она како ја поминувам целната линија, ама тоа чувство на колку само ќе ми биде убаво и многу ми помогна да не знам, баш пред некој ден ми даде коментарна слика што ми е од финишна. И ти не изгледаш како да си истрчал 40 плюс километри. А мене ми беше стварно мачно на моменти, кај што знаеш дека тој цит ќе дојде и како се справиш со тоа. Ама да, интересно е тоа кога се надпреваруваш и кога ќе се бајле тоа да знаеш дека си направил се што можеш да направиш и идеш и трчаш. Да. Troubleshoot кога ќе дојде. Сега на 400 метри е многу потешко да не знам, да измислуваш некој... Не измислуваш, туку да коригираш некои работи, биќе брзо. Ја тоа го... Кога трчам, не знам, кога трчам 5 км или 10 км, за мене, што ми помогна сега пред некоја недела, кога трчав Скопје, трча 10 км, ја последниот километар си велев, не можам да осетам нозете. Сакав да си го убедам, да се убедам сам себе дека не чувствам никаква болка, иако болат нозете, ама си викав, you can't feel your legs, you're good. И тоа помага, знаеш, успеав да задржам пейс, да истрчам и после тоа не можеш да одиш, ама таа цел ја остваруваш. Точно, например и на тренинзи има за 400 правив еден тренинг, имав 8300 и тоа доста брзи и знаеш што се лактати? Да. Да. Млечна киселина ти се полни во нозите и тоа боли. нема околу тоа, мора да пројде. Ама тоа е тренинг затоа што во 400 метри влегуваш во тие лактати и многу е битно тие тренинзи да ги имаш за можеш да ги издржиш последните 200 метри, поготово последните 100 метри. И например за тие 300 јас исто ти што викаш се лаже, викам немаш 8300, имаш една. И имав пауза измеѓу 4 минути. Викам имаш една 300, направи една, можеш една, што е една 300. Правам една 300, 2 минути си викам браво, готово, заврши со тренингот. Другите 2 минути си викам дај ми уште една. Така 8 пати. И го заврши тренингот и се гордев. Мислам, ја мислам тој тренинг дека нема да го завршам, на крај го завршив. Тоа ми беше вау, окей, можно е. Ама пази се, мене ми се случило истото, баш исто на Скопје, прошлата година, Скопје трча. Иако ја трчам трка поготово, до тоаш не сакав да гледам која ми е целосно време и колку километри имам целосно. Туку само lap time. Значи секој километар ми покажува. Над километар. А ова беше кога наместо 2 уште 3 ти останале. Човек, кога видов дека ја математика у глава, сонце пука, јас тешко ми е, ама трчам најбрзо што можам и гледам, окей, имам уште 8 километри, уште 2. Иако гледам седмица доле на патот, ја бев, мислам дека тоа сум бил најблиско да се откажам од трка. И баш кога ми беше блиско таму да завртам на кај мене дома, уште толку ми беше... Ама многу, не знам како, ја уште не знам како истражав. Сакав со ова да те прашам, не е се лесно. Не секојаш имаш позитивен успех на крај. Не секојаш успеаш да ги скокнеш тие 3.65 и да направиш рекорд. Што правиш кога ќе се случи тоа? Кога тоест нема да се случи тоа. Кој е огнен, како огнен реагира кога имаш лоша трка, кога имаш лош тренинг, кога нема да успееш тоа што сакаш да направиш таа цел. I guess we'll never know. Ова е многу добро прашање. Јас се прашувам сам себе, поради тоа што сега сум во тој период каде што цело време напредувам. Во 10 бој сега почнав и кога немаш тренирано ништо за тоа, единствено можеш само да успееш, мислам да направиш личен рекорд во нешто, така. Мислам дека тој период уште не е дојден за мене. Секако има некои надпревари кои што се лоши, ама углавно оди нагоре. Ама сум свесен дека тој период ќе дојде, каде што едноставно ќе треба подолго време за да се види напредок и тој период секогаш доаѓа.
Едноставно да знаеш кој си ти. Дека ти не си резултатите. Ти не си тоа што ти не си тоа што го постигнуваш. Така, ти не си дали ќе успеш или дали ќе направиш државен рекорд, светски рекорд. Да знаеш кој си ти. На што се подпираш. И мислам дека тоа кој ќе го дознаеш, после се околу тебе се случува, ама тоа нема влијание на тоа кој си ти, кој го сватиш тоа мислам дека и ете да се надоврземе, тоа е за менталното здравје. Доста битно, мислам, ако јас сега се паѓам во депресија или се казнувам сам себе за секој пат што нема да ја извршам трката добро или нема да настапам добро, каде е крајот? Едноставно ќе го поврзеш тоа со јас ако одам на надпревар, јас нема да успеам и после тоа нема да се чувствувам добро, ја не сакам ова да го правам. Тоа не може така да размислуваш ако сакаш да постигнеш нешто. Едноставно. Да, мене највеќе тоа што ми помага е токму тоа да и гледам и јас самиот како напредувам од тоа некој трчање, ама и општо како личност ми помага тоа, ми исто ми помага и сакам да ми кажеш што мислиш. Повеќе цели. Кога трчам, имам трка, окей, прво нешто секогаш ми е да заврши. Бидејќи без разлика како и да помине, токму тоа што викаш ти. Ја го имам завршено. Јас се имам победено самиот себе тој ден. Тој што таа верзија од мене која што нема да истрча, има победено таа што само што истрча, нели? И после тоа си поставувам цели, сакам тоа да завршам, сакам ова време да остварам, сакам за толку да и неколку цели. Дали и ти така и што мислиш на пример за тоа да имаш повеќе цели која една трка ја завршиш? Прва цел ти е да, мислам секако, секоја трка си имаш посебна цел. Малце се разликува, да речеме. Например, прва трка, прва утакмица, што е целта да се отвори сезоната, да се видиш до кај си со тренизите. Тоа е една, да речеме, цел за трката. Друга цел, имаш цел за следниот надпревар, имаш цел за оваа година што сакаш да постигнеш, кое ти е главното надпреварување кон кое што гледаш, кон кое што нели сакаш да одиш. Имаш и некоја долгорочна цел. Мислам, тие некои точки низ кои што мораш да поминеш за да одиш напред, нели? Ако само ставиш една цел далеку и немаш план како да ја постигнеш, не ја разложиш на повеќе делови како да едноставно тоа е преголема, не знаеш што да правиш, ќе те заплаши, ќе те застраши. Да. А мислам дека тоа е доста важно, да? Спомна и еве овде мислам ќе превршиме со разговорот првото за атлетиката, па ќе превршиме и самиот разговор. Сакам да те прашам, бидејќи имав, може би слушаш епизодата со Васко, тренерот што на МЗТ, ме го прашав од тој тренерски аспект. Како тој гледа како тренер. Ти веќе спомна на неколку пати колку прва нешто што каже за Нови Сад е колку ти се погоди тренерот. Да. Колку е важен тој однос тренер и играч за тебе и колку е важен да ти се погоди тренерот, поготово спорт кај што е индивидуален, ама и не е индивидуален. И работи со тим. Колку е важна таа релација, тој однос тренер и играч од твоја перспектива? Да. А тој однос го прави атлетичарот, го прави играчот. Може да го изгради, може да го сруши. И јас сум ги видел и двете до сега. Мислам, едноставно да имаш таа врска со тренер, треба да биде професионална, да се има тој професионален дел, сега треба да го направиме, да го завршиме, ама и да го знаеш него како човек, да речеме, да ти биде поблизок, да се согласувате, да едноставно да
Да да функционираш функционирате, заедно, да. Да. Мислам, тука си секој ден со тие луѓе, нели? Тренираш, секој ден си со нив, секој ден се гледаш и ако тоа не функционира, нема многу далеко да се стигне, нели? Да. Да. Мислам дека последно нешто ќе те прашам и ќе ти дам некоја малце можност да се промовираш таму. Не знам колку камерата офаќа, ама знам дека и не ти е цел да станеш инфлуенсер. Тоа ретко кој барем у спортот така, ама убаво е и мене ми е убаво кога гледам дека сакаш да документираш работи и тоа што зборевме преска. Мислам дека некој ќе има деца после 5-10 години што сака да бидат огнен. Бидејќи начинот на кој што тоа го правиш е прво успешен, може да бидеш успешен за некој да сака, ама и го ставаш луѓето да видат. Не е да се промовираш сам себе, туку напротив да сам за себе се правиш. Ја тоа го правам исто со трчањето. Не постирам, не знам, времење и слики дека видете ме кој сум. Ама убаво е и баш сакав, кажи ми нешто повеќе за тоа кога превршуваме. Зошто го сметаш тоа така и која е таа некоја цел или идеја позади се до тоа? Едноставно тоа почна како некој хоби. Јас од секој сум сакал да правам некои видеа, да едитирам, да снимам, да речеме. И тоа едноставно кога го споив со атлетика, можам да си направам некои клипчиња, да си направам некои кратки филмчиња, некој у таа смисла, да речеме. Да, тоа што спомна, не знам, инфлуенсер сега, тоа е многу така некој незгоден збор. Знаеш, јас сакам да си документирам прво за мене, затоа што ми е интересно, сакам да видам како сум напредувал низ годините, да видам што сум правил пред 3 години, кај сум бил пред 2-3 години, што сум правил тогаш. Друго, например, и да, например, имаш другари, да можеш да му покажеш ова се случи, ова, можеш да те следат. Имам другари што сега се у Америка, ме сваѓаш што немаш контакт, ама окей, може. Јас, например, Огнен Фит, за следете на Инстаграм. Например, тоа јас скроз го почнав на зезанција, да речеме. Онака, на никој не му кажав, само сакав да си постирам некои клипчиња од атлетика и некако тргна Инстаграм ми направи или не знам дали услуга или не услуга, не знам, сами отидоа, после сите го дознаа, ама окей. Да, сакам да си документирам тоа што се случува и да, ако некој се запраша како Огнен стигнал до тука, ќе види дека не е само талент и одеднаш кога се појавил некој, туку има години уназад што нешто се правило, се вежбало, се тренирало и има нешто позади тоа, има некоја приказна, да речеме. И тоа е, мислам, тоа е убавото, приказните, да се раскаже на приказна. Што ќе биде интересно на луѓето и што може некој да извлече некоја поука од тоа. Да. Не знам кој го има кажано ова, ама не знам дали беше Меси или кој да е. Дека треба 10 години или колку да се 20 години за да се стане overnight success. Да. Така што многу е важен тој процес. Тој треба да почнеш од некаде, да може и некој ќе направиш трансформација од, не знам, од 400 метри на 10 обој или ама да се има убава слика за кој е Огнен, зошто Огнен е таму кај што е и како стигнал до таму. Огнен, за крај, знам дека знаеш што следува. Најдобриот дел од подкастот. Ако некој стигнал до таму да не изслуша. Последните 4 прашања и секојаш прво, кога последен пат си плачал? Последниот пат кога сум плачал, наречеме, ако не се важи тоа што вика професор Маркови, да малку да просолзиш. Последен пат кога сум плачал, баш сум плачал, беше, мислам, пред година дена на конференција Fresh and Clean се викаше во Гевгелија, во Ново Конско, организирано од Евангелска црква. И тогаш во текот на славењето јас се молев, едноставно усетив Божјото присуство, у смисла
тој товар што сум го носел до тогаш, некои ствари што ме мачеле, едноставно се тргна од мене и осетив љубов, осетив мир, ми олесна и морав да се исплашам. Да, тогаш било последен пат, доста е далек, мислам пред година дена, ама да. Да. Која е најдобра инвестиција што имаш направена за твоето ментално здравје? Дефинитивно да поминам време со Бог, во смисла да го проучувам неговиот збор, Светото писмо, да се молам. Тоа мене ми помага највеќе. Да. Да. Да можеш да се вратиш сега 10 години назад, кога си бил 9 години, да му кажеш на твојот брат Да. да кој е на некоја таа слична возраст. Да. Што би се рекол сам на себе? Ова е многу интересно прашање. Тоа што кога ќе се видиш сам себе пред 10 години, например јас би бил сега 9, 10, така? Што би му кажал на 10 на 9-10 години? Едноставно се што треба се што ќе се случи треба да се случи. Ќе пројдеш низ тоа. Едноставно можеш да му кажеш, ја и ти си истиот човек. Или кај сме стигнале. Така да се што ќе се случи е за твоја изградба и мора тоа да пројде. За да се изградиш, за да станеш тоа што сакаш да станеш. Едноставно ако нема некој шорткат, нема да накратиш ќошиња, така? Да. И тоа е многу интересно, да пример да би можел да испробаш. Ако му кажеш нешто на тебе пред 10 години, после се вратиш во сегашноста, да видиш што се сменило. Тоа е многу интересно, мене е многу интересно така да размислам за тие ствари. Да, бушо, мислам дека и најмалите работи кои што ги правиме или не правиме влијаат на тоа кај што сме. Да. Или начинот на кај што ќе стигнеме таму. Или има мал милион работи кои што да сме ги направиле поразлично. Кој знае кај би биле се. Да. Сигурно не овде на подкаст. Да, стварно. Например, баш за ова го разговарав со Шегма, поздрав до Шегма. Ме е најдобар другар Шегма. Баш ова го зборам, например, нешто да му кажеш на самиот себе пред 10 години, да видиш што ќе се смени. Например, му кажам, тренирај атлетика. Не се замари со ракомет, кошарка, нема тоа да би. Например, сега би имал 10 години искуство во атлетика, кај би бил. Ама после не знаеш што друго ќе испуштиш, ме сваќаш. Тоа е за секој да си размисли. Сигурно нема бейсбол да се... Стварно, бейсбол тренира. Да, јас сум мислев, ја и ти така и се знаеме и повеќе сум те тренирал малце и бейсбол и тоа чекав као да го уфрлам у разговор. Тоа ми се најдобрите мемории, реално, од бейсбол, кога трениравме со момците. Да. Ја па ете, ќе треба кога ќе се вратат, пошто нели сите се на секаде. Кој на каде и Саја се жени. Да, Зејне у Јужна Африка, имам уште неколку Америка. Ќе треба да организираме да снимаме, да оставиме тоа. Ќе биде интересно, но добро, за крај, ајде да не забегаме уште у една насока. Што би сакал да ги прашаш оние кои што сега не слушаат и ви гледаат? Едно прашање за тие што сега слушаат и гледаат. Зашто уште не се сабскрајбнати? Не знам, сте слушале саат и пол, саат време, не знам колку снимаме, саат време, уште не сте стикнале сабскрајб. Ајде,